Царевото ново руво. Си живеел некогаш некој цар кој многу сакал нова облека и сите пари на тоа ги трошал. И на смотра кај војниците, и на театар, и во шумата на прошетка одел само за да ја покаже својата нова облека. За секој час во денот тој имаше посебна облека. И како што се вели за цар, тој е во советот, за него велеа, царот е во гардеробата. Градот во кој живеел царот бил голем и весел, така што речиси секој ден на посета доаѓаа странци. Па еден ден таму се појавија двајца измамници. Се представиле тие како ткајачи и рекле дека можат да исткајат прекрасна ткаенина од која подобра не ке се најде. Таа ткаенина не само што имала убава боја и шари, ами и облеката со шиена од неа имала чудесно својство, така што станува невидлива за секој што не одговара на својата положба или за секој што е глупав. Тоа би била прекрасна облека, си помислил царот. Ке си ја облечеш и веднаш ке видиш кој во царството е неспособен. Згора на тоа можеш и да ги разликуваш паметните од глупавите. Нека ми исткајат таква ткаенина најбргу што можат. Тој им дал многу пари на измамниците за да ја завршат работата што поскоро. Си ставиле тие два разбоја и се преправале дека работат, иако на разбоите ништо и немало. Без пардон побарале најубава свила од чисто злато, па ке си ја спакувале в торба и ке си продолжиле да си работат на празните разбои до доцна навечер. Добро би било да видам како напредува работата, си помислил царот. Но му се стегнало срцето на самата помисла дека оној што е глупав или што не одговара за својата работа, нема да ја види ткаенината. Иако верувал дека не треба да се плаши за себе, сепак решил дека треба да испрати некого да ја види. Сиот град знаел за својствата на таа ткаенина, така што сите биле нестрпливи да видат колку е неспособен или глупав нивниот сосед. Ке го испратам кај ткајачите мојот стар чесен министер, решил царот. Некој треба да ја види ткаенината, а тој тоа го умее најдобро од сите. И така отишол стариот министер во салата каде двајцата измамници работеле на празните разбои. Господе Боже, помислил министерот триејки ги очите. Та јас ништо не гледам. Но не го кажал тоа на глас. Измамниците го повикале да дојдат поблизу. Го прашувале дали се весели боите, убави ли се шарите. При тоа цело време покажувале на празните разбои. А кутриот министер, колку и да ги триел очите, не можел ништо да види, зашто не ни имало што да се види. Господе Боже, си помислил тој, глупав ли сум? Никогаш не сум помислил такво нешто. Само да не дознае некој, да не сум способен за своето место. Не смеам да признаам дека не ја гледам ткаенината. Што велите, а? Прашал еден од измамниците. Многу е сладко, прекрасно, рекол стариот министер, гледајќи низ очилата. Колку убави шари, колку убави бои. Да, морам да му кажам на царот дека на вистина ми се допаѓа. Баш ни е мило, рекле измамниците и почнале да ги кажуваат имињата на боите, да ги објаснуваат ретките шари. Стариот министер слушал и помнел за да може точно да му пренесе на царот. Така и сторил. А измамниците побарале уште пари, свила и злато. Сето тоа им било потребно за ткаенината, но тие работи повторно си ги спакувале. За ткаенината ништо не искористиле, а сепак продолжиле да работат. Набргу царот испратил друг чесен чиновник за да види како оди работата. Ке бидели скоро готова ткаенината. Со него се случило истото што и со министерот. Тој гледал, но ништо не можел да види. Освен празни разбои, немало ништо друго. И што ќе кажете? Убава е ткаенината, нели?
го прашале измамниците, објаснувајќи колку е прекрасна шарата која воопшто ја немало. Не сум глупав, помислил чиновникот. Најверојатно не сум способен за својата работа. Чудно. Во секој случај тоа не смее да се забележи. И тој почнал да ја фали ткаенината која не ја гледал и им се восхитувал на прекрасните бои и на преубавите шари. Да, навистина прекрасно, му пренел тој на царот. Во градот веќе почнало да се зборува каква прекрасна ткаенина исткале ткајачите. Тогаш царот решил самиот да ја види пред ткаенината да биде тргната од разбоите. Тој отишол кај трите измамници со избраната свита, во која биле и двајцата чесни чиновници кои веќе ја виделе. Ткајачите ткаеле со сета сила, иако на разбоите немало ни конче. Прекрасно, нели? Рекле двајцата стари чиновници. Погледнете, ваше величество, колку се прекрасни шарите, колку се живи боите. Тие покажувале на празните разбои, мислејќи дека останатите ќе ја видат ткаенината. Што е ова, си помислил царот. Ништо не гледам. Ужас! Да не сум глупав? Или можеби не сум способен за цар? Леле, колку страшно. Да, навистина е убава, рекол царот. Го одобрувам. Тој задоволно нишал со главата и ги гледал празните разбои, не сакајки да признае дека ништо не гледа. И сета свита гледала и не видела ништо повеќе од останатите, но сите зборувале како и царот. Навистина прекрасно. Па му советувале од таа ткаенина да сошие облека за празничната веселба што предстоела. Прекрасно, чудесно, величествено, се слушало од сите страни. Сите биле воодушевени. Кралот им дал на двајцата измамници звање рицари и ги назначил за царски ткајачи. Пред веселбата измамниците ја преседеле цела ноќ шиејки и потрошиле повеќе од 16 свеќи. На сите им се чинело дека тие брзаат за да го сошијат новото царско руво. Тие пак се преправале дека ја земаат ткаенината од разбоите. Сечеле со големи ножици, шиеле со игла без конец и на крајот рекле: облеката е готова. Царот отишол кај нив со непознатите дворјани, а измамниците, високо кревајки ги рацете како да држат нешто, велеле: еве ги панталоните, еве го палтото, еве ја и наметката. И така натаму. Лесни се како пајажина, може да ви се стори како да не носите ништо, но во тоа е и убавината на оваа ткаенина. Да, велеле дворјаните, иако и тие ништо не гледале, зашто и немало што да се види. А сега, ваше височество, соблечете ја вашата облека, рекле измамниците. Ке ви ја облечеме новата тука, пред големото огледало. Кралот се соблекол. Измамниците се преправале како да му ја облекуваат новата облека. Го фатиле околу половината, демек му прицврстуваат нешто, а царот си се вртел пред огледалото. Ама убаво стои, леле колку ви прилега, велеле дворјаните на глас. Колку убави шари, прекрасни бои, збор нема, облеката е навистина раскошна. Балдахинот чека на вас, ваше височество, рекол церемонијал мајсторот. Со него ќе одите на веселбата. Подготвен сум, рекол царот. Убаво ли ми стои облеката? Тој уште еднаш се завртел пред огледалото, зашто се преправал дека убаво ја разгледува облеката. Слугите што требало да ги држат полите од царевата облека се преправале дека подигнуваат нешто од земја, а потоа тргнале, тегнејќи ги рацете. Не смееле да дозволат некој да забележи дека не носат ништо. И така тргнал царот под балдахинот, а сите луѓе што биле на улиците и на прозорците велеле: ах, новата облека на царот е навистина прекрасна. Леле, колку е убава наметката, а палтото колку убаво му стои.
Никој не сакал да признае дека ништо не гледа, зашто тоа би значило дека или е глупав, или не одговара на своето работно место. Ниту една облека на царот не предизвикала толкав восхит. Та царот е гол, извикал одеднаш некој момче. Леле, слушни што зборува, невоспитан еден, рекол татко му. Сите почнале еден на друг да си ги кажуваат зборовите на момчето. Тој е гол. Ете, детето вели дека е гол. Гол е, извикал на крајот сиот народ. И на царот му станало незгодно. Тој почувствувал дека народот има право, но мислел и на себе. Треба да останам на веселбата до крајот. Тој почнал да чекори уште повеличествено, а слугите оделе по него, носејќи ја наметката што ја немало.